Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Шампионска понуда само во Нептун. Ајде, до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро, секој ден. Прво сакам да ја честитам на момците за желбата, за ентузијазмот и за борбата во текот на 60 минути. Ќе се повторам пак дека е вредна победа од повеќе причини. Швајцарија е екстра квалитетна репрезентација, тоа го покажа и нова правенство и во изминатите 2-3 години со екстра квалитетни играчи, индивидуалци кои се претворени во добар тим, тоа го покажа и против Франција. Има голема желба да завршат со победа и поради нив, но и секако поради легендата на светскиот ракомет Енди Шмидт, кој што колку што разбравме последен меч ќе го преземе кормилото на Швајцарија како селектор од лето. Сакаа да дури да се пласираат и да направат поголем успех и ради него. Не им се оствари, стварно бевме квалитетни. Она што го пропуштивме во првите два меча против уште подобри противници како што се Франција и Германија, каде што имавме многу технички грешки, мислам дека не знам точна статистика, али мислам дека ги намаливме дупло, можеби и повеќе, и тоа е рецептот за успех. Немавме многу голови од контра примени, со тоа што и нашата одбрана беше подобра, допринесе да и нашите голмани бидат квалитетни. Имавме и глава и опашка и во нападот, знаевме што правиме. Дури дадовме 29 гола, мислам тоа не успеане Франција и даде 26, Германија исто 27 гола, да више голови, така да не беше воопшто лесно против ова гранитна одбрана исто на Швајцарија да се игра во текот на 60 минути, мислам дека играчите доста се истрошија. Но одигравме квалитетно, храбро и задоволен сум. Мислам дека и цела македонска јавност и немам друго што да кажам. Уште сум под импресии, но цврсто на земја. Цврсто на земја, мислам дека нашата македонска јавност, медиите и сите други се поистоветуваме како ракометна нација, дека заслужуваат победи. Во победите се радуваме сите, исто правиме трагедија од поразите, што исто го разбирам, затоа што Македонија навива со срце за своите миленици во сите селекции и баш е добро чувство дека као предводник селектор што те успеавме колку толку да ја израдуваме македонската јавност. Имаше ли страх кај вас во таа 55 минута кога Швајцарија направи пресврт, не стигна, па победе, дека можеме да паднеме, или верувавте во момците, верувавте во себе дека ќе успееме менталитетот оној македонскиот да го смениме во последните 5 минути? Тоа е најважно, добро кажавте менталитетот и успеавме во таа намера. Ја неколку пати кажав треба да го смениме менталитетот и стварно е така, се надевам дека тоа ова е првиот чекор. Дали имав страв? Видете, се почувствувавте и вие самите дека негде после 45 минута екипата падна енергетски и пробавме на неколку начини да се одржиме, меѓутоа не одеше. Изгубивме доста енергија, сепак се овие играчи што имаат јаки надпревари во текот на целата година во квалитетни лиги, клубови, така да нив не им недостасува таа енергија и таа компетитивност на големи надпревари, но успеавме некако и со добра ротација, може да кажем и спортска среќа, и јас како селектор, па дури и играчите, сигурно заслуживме, не треба сега да скажуваме дека сме генија и дека на таков начин го направивме преспотот, напротив се боревме до крај, имаше една сплотеност, еден жар, една борба и на крај заслуживме победата. Ништо стратегиски, ништо тактички, јас си кажав пред надпревар, само момци борба и желба, треба повише да ја посакуваме, оние посакуваат ради Енди Шмидт, тој го покажа против Франција, ние треба да ја посакуваме повеќе. Тоа во овој момент не беше лесно, депримирани од поразите со Франција и Германија. Не беше лесно да се мотивираат, но успеавме. Дали можеме да очекуваме дека оваа победа на нашата репрезентација ќе направи еден пресврт во, ајде да не речем, во некој амбиент во Македонија во однос на македонската репрезентација, некако да спасне еуфоријата во однос на репрезентацијата по неколкуте порази кои што ги имавме на претходните надпреварувања, па и сега и на европското? Видете, ние квалификации знаеме да одиграме добро и против поквалитетни репрезентации. Овој турнир системски некако ни е потешко да го одиграме, затоа што денес баш правев со словенците, имаат перфектни три надпревари. Се видов со Зорман и ми вели каде одиме во Хамбург, ми рече, мислам и со кој играме со Данска, со Шведска и со Холандија. Значи тоа стварно треба да имате еден квалитетен ростор да бидете компетитивни.
Значи, ние во овој момент може би да одиграме 2-3 надпревари, но замислете да треба да одиграме уште 3 надпревари во овој ритм со вакви квалитетни противници. Тоа е тешко, треба да бидеме реални. Треба да се работи многу, знаеме дека играчите ни се 95% од македонската лига, која што е све подобра, но треба уште да се вложува, треба да се дава шанса на македонските играчи и не само шанса, него да се вложува во тренажен процес, во стручен кадар, квалитетен за тие играчи да се усовршуваат и да бидат квалитетни. Немам ништо против странци, напротив, квалитетен странец секогаш по мене треба да биде добре дојден во Македонија. Јас кога бев дете имавме екстра квалитетни странци, да не ги набројувам, и едноставно учев од нив. Така да нас ни се потребни исто квалитетни странци, интернационалци кои што ќе бидат учители на овие наши македонски деца што се помлади категории. Реален сум, заостануваме, но срцето и желбата и вербата во и љубовта према ракометот на спортот број 1 во Македонија некојаш правиме од тоа да сме нереални, да посакуваме не само ние, него и вие заедно со нас во нереални работи, после знаеме да се разочараме. Јас верувам во чуда и ќе тежнееме према тоа. Нема да биде воопшто лесно. После две анализи со Германија и Франција и овој надпревар на завршна оценка за настапот на Македонија на првенство. Дали верувате во овој тим и колку сте ви оптимистички настроен према подобрување во неиграта? Видете, од овој турнир треба да бидеме задоволни, затоа што одигравме еден комплетен надпревар со Швајцарија. За првите два надпревари не треба да жалиме и треба да жалиме затоа што игравме против велесили како што се Франција и Германија, жалиме затоа што во одредени моменти на надпреварот имавме детски болести, детски грешки кои што не треба да се случуваат. Јас кажав и после од надпреварот со Германија дека овие што се одбрани овде 18 во овој момент се најдоброто од Македонија, и ако си не е ова клуб, ова е репрезентација, значи ако си репрезентативец можеме да сгрешиме во стратегија, во тактика, во неспремност и така натаму, но не смееме да не се како репрезентативец, не смееш да имаш лошо додавање на својот колега, неквалитетно додавање. Значи штом си во репрезентација, тоа треба ти усовршено до максимум. И гледате како тоа го работат скандинавските земји, каде што многу време во тренажниот процес посветуваат на додавање, техника на додавање. Јас тоа и на мои 40 години го тренирав во Франција, такви типови на вежби што за мене не можем ни да ги гледам затоа што бев поискусен играч во години, меѓутоа ги работи. Секогаш можете да се подобрувате и ние треба да тежнееме. Немаме техника, технички сме слабо обучени и тоа допринесува да правиме многу технички грешки, поготоа ако играме со квалитетни репрезентации. Ако направите една мала анализа, ќе видите дека скандинавските земји се тука многу испрати, затоа имаат и резултати. Не само националните тимови, туку и клубовите скандинавски, и тука се чекор испред сите. Фала.